Прекинување на циклусот на насилство, системска превенција на семејно и врсничко насилство преку образовниот систем е новиот проект на Министерството за образование и наука кој треба да генерира трајно системско решение за превенција на семејно насилство врз деца преку образовните установи и спречување на натамошна трансформација во врсничко насилство во училишните клупи. Станува збор за иницијатива која обединува повеќе институции, граѓански организации и училишта, а ќе се спроведува во период од една година. Во рамките на проектот денеска во Куманово се одржа обука на училишните психолози, педагози, дефектолози, социјални работници за јакнење на компетенции за препознавање деца жртви на семејно насилство преку нивното однесување и преземање мерки за спречување и понатамошно ширење. Според Емилија Бошковска од Комората на психолози, заедничката цел е да се создадат училишта кои не само што ќе пренесуваат знаење, туку треба да детектираат деца жртви на насилство, да обезбедат поддршка и да станат безбедно место за секое дете. Од прилика за една година планирани се регионални обуки кои што ќе ги опфатат сите 350 на колку што ги имаме основни училишта во државата. Се однесува пред се во оваа фаза што сега се случува, се однесува на обука на стручните соработници од училиштата. Значи тука се педагозите, психолозите, социјалните работници, дефектолози, сите што влегуваат во стручните соработници и пред се ќе се однесува на тоа како да им помогнеме да бидат посигурни во детектирање на деца кои што се жртви директно или индиректно на насилство, опреција на себено насилство, таму ни е акцентот. Идејата е дека сакаме да дојдеме до причините на насилното однесување на учениците кои што во последно време ни е доста често. Децата не се раѓаат во насилни и тоа е нешто што го учат од нас возрастните. Првичното учење е навистина од домот. И таквите ситуации на екстремна на насилство во домот, во смисла на семејно насилство, без оглед дали е физичко, дали е психичко, дали е економско или сексуално, остава големи последици на менталното здравје на децата. Суптилни се некогаш знаците и е добро да бидат добро обучени сите во училиштата, да може да препознаат дали некој дете можеби му се случува нешто посебно кое што му влие на неговото ментално здравје, можеби да е повлечено, но може да е посебно агресивно, односно било каква промена во однесувањето или во таа насока со обуките да може точно да детектираат деца на кои што има потребно посебно да им се обрне внимание и помош да им се даде. Се обидуваме во вториот дел од денешниот ден, да речеме тука, ќе се случуваат панел дискусии или едукативни панели на кои што се поканети сите родители кои што се заинтересирани, дадени се покани преку советот на родители на училиштата и ќе бидат поканети наставници и на панел дискусија панелисти ќе бидат покрај психолозите од Комората, ќе имаме представници на Министерството за внатрешни работи, ќе има представници на Министерството за социјална политика. Секако ќе се обидеме заеднички да го опишеме и процесот кој што се случува, што све следи нели после една пријава и да видиме дали можеби негдека можеме да го подобриме тој ланец за да го затвориме кругот на насилство и да не продолжува. Врсничкото насилство е спореден, индиректен момент кој што го третираме. Значи, третираме агресивноста пред се. Врсничкото насилство е производ на нешто претходно. Значи, пак ја кажам, децата не се раѓаат насилни. Насилството и меѓу нив, кога се случува, мора да има некаква причина. Се обидуваме да дојдеме до таа причина за индиректно да влијаме да се намали всушност врсничкото насилство.